После тоа ел исти'ада. Што е исти'ада? Исти'ада е приклонување. Значи, бара на македонски приклонување. Но исти'ада, Шейх Утхеймин рахимахуллах велит, значи барање на и'ада, а тоа е и'адату химајату мин ал макрух. Значи барање стрех, подстрехување од нешто што се плашиш. Значи ти бараш стрех, значи да те зачуват од нешто што се плашиш, што може да ти нанесе зло. Значи кога велиме ние قل أعوذ برب الفلق, значи барам а'удhu, исти'ада од значи почетницата на денот. И исто قل أعوذ برب الناس, значи барам приклонување, значи помош, зачувување, да ме зачуват од кого? Од Господарот на луѓето. Од Господарот на луѓето. Исти'ада, вели Шейх Утхеймин рахимахуллах, содржуваат потполна и целосна ифтикар, значи потреба, се факар значи иде до зборот факар, значи тоа е сиромаштија. Ама овде зборот ифтикар, значи потреба. Значи ти кажеш потполна и целосна потреба кон кого? Кон Аллах субханаху ва та'ала. За тебе Аллах субханаху ва та'ала да те зачуват од тоа што се плашиш ти и да ти биде доволен за тоа. Значи да те зачуват да биде доволен од тоа што се плашиш ти, што може да ти се случи тебе во моментов или во иднината. Било нешто мало или нешто големо. Значи ти кажуваш вова кога ќе бара, значи ке Аллах субханаху ва та'ала, кажува значи потполна и целосна потреба кон Аллах субханаху ва та'ала за од она што се плашиш ти, дали тоа мало нешто или нешто огромно. За Аллах джелешано да те чува тебе и да те спаси од значи тие работи. Исти'ада е барање исти'ада во својствата на Аллах джелешано. Барање исти'ада во својствата на Аллах джелешано. Дали е дозволено? Шейх Утхеймин рахимахуллах вели да. Пример, овде значи многу е важна работа овде. Кога ти му се молиш на Аллах джелешано, дали му велиш о милоста на Аллах, о милост на Аллах? Не, ја Рахман, о се милостив, така? Не вели значи особината, својството на Аллах джелешано, ме разбирате ви овде или не? Значи, вие не велите о милостив. Значи о рискот на Аллах джелешано. Аллах джелешано е ар-Разак. Значи, ја ар-Разак, не му велиш значи на својството на Аллах джелешано. Ама овде дозволено е исти'ада, барање значи помош да те зачуват Аллах джелешано во својствата на Аллах джелешано. Пример, кога во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кога ќе одеа мушриците на патување и ќе се запреа во некое место за одморање, велеа тие а'удhu би сејиди хаза ал-вади. Јас барам значи помош да ме зачуват главниот на ова место овде што е. А тие мислеа шејтанот овде. Значи тој бараше помош, имаа страх значи од шејтаните, од џиноите, и тој им се молеше на сејид. Сејид значи на Господарот од това место, од оваа долина. Се вади значи долина во вистина. Значи бараат помош ке кого? Ке
джиноите и ке шејтаните. Што ова ги праши нив мушрици, ширк. А пекамберот салаллаху алейхи ве селем ни го научи ова нас, алейхи селам рахматуллах. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем ни го мени ова нас, ни го мени со нешто подобро. Значи види, затоа ова исто од воспитувањето на нашиот пекамбер салаллаху алейхи ве селем. Ти го отстранува ширкот, те учи со теухид, со вистинско верување. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем ги научи сахаба да велат секогаш кога сахаба или муслиманите до судниот ден ќе одат на некое место. Дали сеја во куќа сеја тоа, или надвор негде оставаш, се одмораш по некое дрво, или некоја ливада, или некој не знам што камен, да речиш а'удhu би келимати Аллахи таммат мин шарри ма халак. Јас барам зачувување, да ме зачуват во најсовршените Аллахови зборови од лошото што ги имат Аллах джелешану створено. Значи, а'удhu би келимат, значи ти бараш помош ке зборовите од Аллах джелешану да те зачуват Аллах джелешану од лошото што ги има створено. Вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем дека на тој човек не му се случува зло додека да го напуши тоа место. И Селев го практикува ова дова. А'удhu би келимати Аллахи таммат мин шарри ма халак. Ал-Куртуби рахимуллах, Ал-Хафиз Ал-Куртуби рахимуллах вели, еднош во патувањата беше го чокнал еден акреп. И луѓе во се зачудија. Рече Ал-Хафиз Ал-Куртуби рахимуллах, рече, ме чокна овај акреп зашто ја заборавив оваа дова да ја правам тој ден. Да. Затоа нас кога ќе дојдеш пример ти во некој стан е пример. Оиш или хотел пример за 2-3 вечери или за на вечер, оваа дова да ја правиш. А'удhu би келимати Аллахи таммат мин шарри ма халак. Шо ли пека? Лем јадурруху шејун хатта јертахилу мин ذалика المنزل. Нема да му нашети нему ништо додека да го напуши тоа место. Значи не да бараш помош кај джиновите и кај шејтаните, туку барај помош кај кого? Кај Аллах субханаху ва та'ала, кај Аллах субханаху ва та'ала. А барање помош да биде зачуван, од некоја штета и некое зло кај мртвите, или кај оние што се живи, но не се присутни, иако имаат можност тие да ти помогнат ако беа во присуство, но тие не се присутни, а ти бараш кај нив помош, ова е ширк, правење другар на Аллах джелешану. Зошто тој неприсутниот, зошто викаш ја фулан, му се молиш нему, зашто ти веруваш дека тој те слуша тебе во тој момент. И затоа му се молиш нему, за тој да те извлечи тебе од таа тешка ситуација, од тој проблем што го имаш. И ова е ширк. Ширк што го ваѓа човекот од верата. А барање, значи, зачувување, да биде зачуван за солниште исто барање во места и во живи луѓе што се присутни, што можат да ти помогнат, ова е дозволено. Значи види, овие се присутни и живи и те слушаат и во моќ, а тој беше жив првиот, ама не беше присутен. Значи види, малце работево со колку се разликуваат. Значи овие теми ти се движиш на многу танок конец, брат. Затоа треба овие теми убаво учење и убаво пишување и категориите. Затоа сме зели ние две објаснувања. Зашто тоа што имат во Шех Утемин, некогаш но нема тоа Шех Фаузан. Зашто тоа се разликуваат алимите кој пат на објаснување дават. Затоа значи овие два шархови се многу придобливи
за да сватиме целосно овие теми, за да ги сватиме овие целосно овие теми. Но вели Шейх Утхемин рахимуллах, ако бара некој засолниште кај тебе од еден неправедник човек, значи ти знаеш на овај човек му се прави неправда од некого. И е во голем сиклет. И да му дај се засолниште, овде е дозволено колку да имаш ти моќ. Значи да биде во можностите твои. А ако ти му бараш неком, ако ти му помагаш, му даваш засолниште на некого, за некој харам да прави тој, тогаш е ова забрането. Харам не е дозволено да се прави. Харам е. После тоа врстата е ел истигатha. Значи што учиме истиана, истиадha, истигатha. Броите се блиски, но разлика имаат. И треба да ги пазиш. Тука си брат. Allah te čuvata. A ti daje dolg života. Mašallah. El istighatha, što znači istighatha? Повикување на помош. Истиана барање на помош. Истигатha повикување на помош. Allah Джешан што вели? Из тестагитуна раббекум фестеджаба лекум. Кога вие повикувавте помош кај вашиот Господар, тој ви се одзви вас. Фестеджаба лекум. Овај ајет е поврзан со случката на Газватул Бедр, битката на Бедр. Што посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога виде војската на мушриците што беше над 1000 и нешто, и виде војската на муслиманите беше 310 и неколку. Значи некој 314, 316. Значи ова бројов бид'ун, бид'у ашар, бид арапски од 3 до 9 ја. Оке рече пример колку брача беа? Бид'ун. Значи колку брача беа на дерс? Бид'ун, значи меѓу 3 и 9 души беа. Ова е само арапски збор, нема потреба да кажуваш верзии. Значи ова е арапскиот јазик, брат, огромен јазик. Овде значи бид'ун, значи 310 и неколку. Значи 313, 316 до 319 максимално. А овие беа 3 пати дупло повеќе мушриците. Кога ги виде пекамберот салаллаху алейхи ва селам и виде големиот број нив, тогаш бараше тој на Аллах субханаху ва таала истигатha. И истигатha, повикување на помош, не се барат и не се случуваат освен кога си човекот е во голема тешкотија. Значи истиана, барање на помош, и кога не си во тешкотија, ти му бараш помош, за Аллах Джелешану да ти овозможи некој добро дело, да те остане од харам и така натаму. А истигатha, ова се случува само кога ти си во голема тешкотија. Тогаш тоа се викат истигатha, не се викат истиана, туку истигатha. Значи види си тоа базирано на ситуацијата, ова се викат истигатha, тоа се викат истиана. Значи кога си во тешкотија, во голем сиклет, во голем тесни моменти, тога е истигатha. И пекамберот салам беше во таа ситуација. Што пекамберот салам му се молеше на Аллах Джелешану, што му падна горниот дел кошулата. Што Абу Бекар му стави пак на него. И му рече Абу Бекар, ја Расулаллах, на вистина твојот Господар има да го изврши неговото обетување. И тогаш Аллах Джелешану што испрати мелачината. Испрати Аллах Джелешану мелачината. Но Абу Бекар и Омар, пекамберот салаллаху ги гледаше мелачината. Абу Бекар и Омар не ги гледа. И никој сахаба други не ги гледа мелачината. А овиот Исис денес кај што ни веле нас пред 3-4 години, ајдете во Сирија, овде мелачина гледаме ние. Да, полно се расшири ова секаде. И такви наречените оџи што се ваму таму, што плачат по нејзините дерсови. Веле ајде во Сирија,
гледаат брачата таму, тој Лавдир Мухаџири, што до вчера работил во Бонстил за базата америчка, одеднаш најголем муџахид. Машала, каде научи тој знање? Во Бонстил. И после ги фрлаат пасушите, ги горат. Сега бара да се врата назад. Ако ти си искрен, не бараш више назад да се вратиш. И велеа таму ги гледале мелачината. Се не велиме прашање. Кој е подобар, Абу Бекр или тие што беа во Сирија? Значи, ти размисли, затоа не оставај да си играат луѓето со твој памет. Не дозволувај со твојот памет да си игра некој. Кој е подобар, Абу Бекр или овие што се психопатива? Нема муслиман да рече да се колеба дека Абу Бекр е најдобар сахаби и најдобар човек после сите пекамбери. Чима Абу Бекр не ги вида, и Омар не ги вида, и другите сахаба никој не ги видоа. Како овие психопати ќе ги видат? Значи, многу едноставно, брат. Ама никога не знаеме нашата историја и да ги студираме битките, тогаш што да ни кажат, мислим, вистина може да бит мелачина виделе тие таму, ајде ние. Земја ташната, мајката се остава со плачење, бабајот со плачење, жената се остава без пари, без ништо, оди таму. И таму те чекаат кошмар, брат, кошмар. А велиме кошмар македонски? Значи, Оке се разбориш лош сон, е тако таму лош сон. Ке ти кажат таму шерија, нема ништо шеријата да видиш. Дори меѓу себе се тепале тие, меѓу себе. Зошто нема знање, брат. После незнањето шерет, и најато само со инајат кај те реш работата. И најати тепаат шкимата. Тогаш не иде помош од Аллах субханаху ва таала. Помош од Аллах субханаху ва таала кога е нешто градено на Коран и Сунна, брат. И со сваќањето на селефу салих, не со сваќање сам себе си. И спрема ти се гледаш, ти паднало жал, види како игњави тој Асад, другиот, третиот Садам, петтиот таму, Гадафи, не знам кој, и видиш срцево ми се скрши. А пекамберот, кој беше во Мека, Амар ибн Јасир, и Сумеја неговата мајка, и другите, не ги врза пред пекамберот? Пекамберот ги гледаше ваке, врвеше покрајним врвеше пекамберот. Тие врзани, пекамберот и покрајним врвеше. Не може ништо направи. Што велеше на пекамберот? Инна мауидукум ел џенна. Вашиот термин е во џеннет. Вашата средба е во џеннет. Ама не излезе тука, ајде да тепаме да правиме. Зошто беа муслиманите во слабост. И денеска ние сме слаби поради оваа криза што имаме. Што криза имаме? Нашата криза е, ние не сваќаме верата наша. И затоа све другиве кризи, финансиска криза, фамилиарна криза, види се денеска, пример, муслимани вистина големо се разведуваат. Ова порано не било замисливо пред 50 години во нашите краеви. Зошто почнаме да ги следиме во запатниците? Што мислевме ние ќе се унапредиме, ево за напредување. Газ преку угла. Под една фамилија таму, една таму, никада. И накрај ќе видиш пиштолот ќе се клај сам себе се. Зошто така донесе ситуацијата своја. Барајќи ние имаме пред нас како Омар ради Аллаху ан кој стигна во Кудс, во Палестина, во Месџид ел Акса, тој таму владарот ромски рече не му го дава овај клучот освен на халифата на владарот на муслиманите. Ко стигна Омар, немаш облека што му доликува на еден крал, значи на еден водич. Убейд ибн Џарах му рече, ја Омар, не ти доликува вака да излезеш. Омар му рече, ја Убейд, да беше некој друг да ми го речеш ова, ќе му кажев. Ама имаше голем респект спрема Убейд ибн Џарах. Имаше голем респект. И му рече тогаш Омар, ние сме народ што Аллах Џелешану не почести нас и ни даде гордост со оваа вера. Ако бараме гордост и почестување во друго нешто, Аллах има да не понижи нас. Денеска ти види муслиманите каде бараат гордост. Гордост бараат ако облечи дрес од Роналдота. Гордост бараат ако почне некој концерт од некои заблудни луѓе. Тоа за него гордост да се не кажат во YouTube, во Facebook, во не знам што има Twitter, Meter. Да, такви работи, брат. Значи ова е голема за жал. И после да не велиме ние, овие што се на функција председатели не чинат. Тие председатели што се, тие владари што се, тие се од нас, од Македонија. Тие се од Македонија, така? Не се дојдени од надвор. Македонија родени се тука, живеле тука, учеле. Значи тие се дел од нас. Ако ние бевме цела околија добри, немаше да иде инако освен добар.
ама ние сме сите коруптирани и расипани и после велим овие не чинит. Па не чинит, и ти не чиниш и тој не чинит. Ти чини сам првош, чини целиот народ и без друго има утре тој ќе замине. Ако бидат сите добри, ќе родите на мајка верничка едно дете. Таа ќе го воспита него да биде богобојазлив, да се плаши од Аллах Джелешану. После тој ќе биде на функција. Значи тој ќе биде богобојазлив владар. Ама ние сите не сме таке, а бараме од владарите да бидат лула. Ова е погрешно сваќање. Погрешно сваќање. Ние треба прво сами да се видиме. Сами и после другите да ги гледаме. Ова е листигафа, значи се барат кога човекот во тешки, сериозни моменти. Како ова? Пекамберот сам гледа пред него војска. 3 пати повеќе од неговата војска. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам падна на сеџде, му се молеше на Аллах субханаху ва таала. А ова повикување на помош на некој мртов човек, ти си паднал во тешкотија неко и велиш ој на не, спаси ме, а таа мртва. Ширк. Значи ти не велиш или кај си мори мајко, да. Овие се огромно опасни зборови. Затоа треба да пазиме, зашто за жал, ние не сме воспитани овде, сите ние, ја не се исклучувам себе си, сите ние не сме воспитани со ислама. Од бебе мало ти да учиш теухид, да знаеш кој зборови смееш, кој не. Ние сме овде воспитани од телевизорот. Од сите тие серии што ти даваат се со ширк и куфара. И тоа ти уча ширкот на таа начин, за ти со смење да го велиш ширкот утре. Да. И да ти бидат најлошите харам и зина што си другите работче, да ти бидат одеднаш нормални. Ке беше замислено порано, врска кој имаше дечко, машко, додат рака за рака низ град. Денеска в гимназија, ако правиле слуша 4-та година матуранти, не матуранти, баба од свој го носи дечето, врака на некој други, да си прати што сака цела ноќ. Каде е овде, брат, она гира, значи, љубомората, маштилок. Ако немаш вера, ти не си со верава упатен, барем маштилок да имаш. Овде нема ти маштилок. Затоа треба да се пазиме, значи тие серии, секако, значи нема без исклучок, секоја серија, дали турски, дали шпански, дали македонски. Сите серии се со куфар и ширк и големи греови внатре. Тој рамчета панче порано, Господ ќе ти го плати тоа, она, пример, све да веруваш во ширк. А ти од мало, брат, детето дрвоно кога можеш да го градиш, да го правиш праке, да го оправаш, ако се криви, кога е мало. Кога замени дрвото 15 метра угаре, ти го сакаш тело и клава, не се врача. Така и човекот кога ќе направи тој 30-40 години во ширки, во куфори, во заблуда и во темнина, значи многу е тешко врачањето, освен кому му се смилува Аллах Джелешану. Затоа треба пазење многу, не мора да правиме лесноти со овие работи. И да мислиме дека ништо не е ова. Не, и е многу. Аллах Джелешану што вели? Амен юджибул муттарра идha дааху ва якшифу су. Кој му се одзива на она што е во тешка ситуација и му го отстранува неговото зло. Значи никој, освен кој Аллах субхана ва таала. Значи ти си во тешка, огромна ситуација и во сиклет, тогаш само Аллах субхана ва таала. Аллах субханаху ва таала. После исто од ибадетите, што треба да се прават за Аллах субханаху ва таала, е الذبح. Значи ذبح, колење, правење курбан. ذبح, значи правење курбан. И аргументот дека курбанот е ибадет, Аллах Джелешану што вели? Кул, збор ја Мухаммед, речи, инна салати, ва нусуки, ва махјаја, ва мамати, лиллахи раббил алемин, ла шарика лах. Речи Мухаммед, мојот намаз, мојот курбан, мојот живот, мојата смрт се само за Аллах Джелешану. Онај што нема другар.
Znači, kul inna salati, moj namaz. Ne salati daneska, ajde, vidite me, ja su Vomeka i Medina. Так е прават денеска. Го расипал шеф Фозан вели кој прави слики, го расипал умрето. Го расипал умрето. Да, не имат брата. Ти го правиш за Аллах Джелешану или го правиш за народот? Инна салати, мојот намаз, мојот курбан и мојот живот, значи целиот живот, свој делата, ва мамати, мојата умирачка, лиллах, Раббил алемин. Господарот на световите, ла шарика ла, тој нема партнер, тој нема другар. Сите тој верува само за Аллах субханаху ва таала.ذبح, што значи ذبح? Значи да го умриш едно животно, крава, теле, овца, со испуштање на крв. Значи, ذبحун, да го усмртиш едно животно со испуштање на што? На крв. Значи, некој коли муслимани, значи, бисмилла, и крв треба да излезе. Не со пиштол, не со инекција. Ова не е од сунето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем или од муслиманите што до близина пред неколку години никој пат муслиманите не правиле вакви игри. Денес им е станато најноставно и тоа го прават оние што не се многу по верата, што ајде пиштолот, алейки селам рахматуллах, или со пиштол или со игла, или со струја што му прават. Значи кога ќе колиш курбан, требит, значи да го усмртиш тоа животно со изфрлање на крв. Ако ти со тоа изфрлање на крв, смртување на тоа животно, изфрлање на крв, го правиш со та'зим, значи со да го правиш некого многу вреден, да му се ближиш до него, да го важност да му даваш нему, ако правиш ти, значи пране тоа курбан за него ваке, на овај начин, тогаш е тоа ширк. Да го увеличаваш. Одлично, тоа го та'зим како? Увеличавање, а тој збор го бара та'зим. Та'зим значи да го увеличаваш. Значи тоа правење на дело, значи колење на тоа животно, дали е овца, крава и коза или камила или конј. Конското месо е халал во исламот. Конско месо е халал, магаречкото месо не е халал. Значи или кокошка. Значи нема мисли само големи, и кокошка бидит, значи мало или коковче мало, значи пиле, ако ти го заколиш тоа за увеличавање на некој мртов човек или жив човек, ама поради него го правиш, ова излагаш од верата. Зашто имаат луѓе, велит ошка некој преварант, значи ошка гатач, ти се преваранци, ошка него и тој те учи, значи шејтанот го научи како во ширк да пане. Што ти велит? Оди на филан гроб и заколи тука овца или магаре или конј. Да, па зато овде ова е реалност, брат. Ние што збориме, ова е чиста реалност. Или заколи мачка, да речеме, или куче. За тој гроб тука, што е како увеличавање за тој гроб, има да имаш ова и ова се случи тебе. И тој ојот со полно доверба во него и го прави тоа дело. Брат, си излезен од верата. Шех Мухамед ибн Шех Хафиз ал-Хакеми. Шех Хафиз ал-Хакеми, еден од алимите, што Шех Рабија е негов ученик од Шех Хафиз ал-Хакеми, и Шех Хафиз ал-Хакеми ги има научено Куранот на памет за 30 дена само. Секој ден по еден џус. Значи ваков калибар научење на памет, ова е дарба од Аллах Джелешану. Иначе не можеш да го научиш, значи за 30 дена. И тој е Шех Хафиз ал-Хакеми рахимуллах. Шех Хафиз велит имало
биле пет души, и заклале едно магаре заклале и го затрпале в земна. И почнале да шират во тој регион тука, во тој круг, дека во овај гроб е еден вали, значи вали од блиските на Аллах Джелешану, од евлија, од евлиите. Значи евлија е еулија множина, а вали е еднина. Значи арапски ова, ти ги има земено евлија, значи евлива, множината има земено. А вистина вали еден е. Евлија, еулија, значи правилно, е множина, да. Ова аулија, не евлија. Евлија немат арапски, аулија. Значи имат еулија Аллах, и Батейми Рахман има книга напишано. Еулија е Рахман, ва еулија е шејтан. Евлите на Аллах, на семилост, Ар-Рахман, значи, и евлите на шејтанот. И разликите меѓу ним, има разлики меѓу ним. И разликите меѓу најголемите разлики меѓу евлите на Аллах Джелешану и евлите на шејтанот, евлите на Аллах Джелешану не кажува никогаш нешто. Иако им се случи нешто што е многу, значи, за човечкиот памет несфатливо, не го кажуваат. Тоа го гледаат како искушение за ним тие. Никога. А овие евлиите на шејтаните кажуваат она што било и што не било. За да го преварат, да, за да го преварат човекот. Значи, тоа вели тука заклале едно магаре, видите овде евлија е закопан. И луѓево одат тука кај гробов и некој има бара деца, некој е болен, некоја болест, некој не може да оди, некој не знае што не, и носат пари, оставаат пари. И кога поминало некој време, се собрало голем број на пари и сега почнале да ги делат тие меѓу пет нив. Значи биле сучесници, криминалци во вистина во тоа дело. Почнале да ги делат и накрај се закарале. Еден излегол од петтите и рекол: мене ми припажат олку, значи појчи барам. Веле не толку. И сега се што вели тој? Се колнам во овие мртви што е внатра, мене толку имам право да земам ја. Значи со тегна времето шејтанот, иако тој на почеток беше што го закла со неговата рака и го стави внатра, шејтанот му таке. Ова исто суштината на лажговците, еден што лаже многу, со тегна време ја верува неговата лага. Мислите дека кажуваат вистина? Зошто од многу што лаже, тој верува дека вистина кажува, а тој лаж го е чист. Така исто види, тој беше тука присутен, сведок на тоа, делуваш на тоа и накрај после неколку време веруваш дека вистински човек е внатра. Значи затоа гледаш шејтанот како почина човекот да го заблуди. Значи шејтанот, значи медахилу шејтан, значи влезните врати на шејтанот се многу начин што покушува човекот да го заблуди. Значи ако е со увеличување прање тоа дело, тоа е ширк. Со увеличување само се прави курбан за кого? За Аллах субханаху ва таала и за никој друг. Зошто и кул инна салати ва нусуки ва махјаи ва мамати лиллахи раббил алемин. Значи што значи тоа нусук? Значи курбан. Значи курбанот е што? Ибадет. Ако е ибадет со увеличување, на никого да не го посветуваш освен на еден единствен Аллах субханаху ва таала. Втора врст на осмртување на едно животно со изфрлање на крв, како на пример да заколиш некоја крава или овца за свадба да правиш. Уалима или акика. Кога ти се раѓа тебе дете и да правиш акика, дозволено е да се заколи тоа месо и да се конзумира. Зошто дојде нојте посланикот салаллаху алейхи ва селем ги практикуваше. Значи уалима, практикуваше акика и така натаму. Како Анас ибн Малик радијаллаху ан пренесува од пекамберот салаллаху алейхи ва селем дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем за Хасан и Хусейн, неговите внуци од черка радијаллаху анхум насите, закла по 2 овни со големи рогови. Значи што вредеа појчи. Значи овни со рогови убај големи и закла значи по 2 за неговите внуци. Значи ова кажа дека дозволено е. Или кога дојде Абдурахман ибн Ауф радијаллаху ан, Абдурахман ибн Ауф кога дојде, виде пекамберот салаллаху алейхи ва селем
како имат знаци на него, од женитба. Значи, дека е женет фришок. И пекамберот му рече салалат, дали прави? Значи, разјави веста. Рече не. Тогаш пекамберот му рече, аулим валеу биша. Прави валима, значи свадба, исламска, иако е барем со една овца. Зошто луѓето да знаат дека си се женил. Не утре ти си се женил, не знаат луѓето дека си женат, бараш други жени и трети. Ова не е од исламот, брат. Ова е забрането вакви игри, вакви манипулации. Строго забрането. Аулим валеу биша. Значи направија славата, значи ги направи слава, ќе дознаат комшиите, луѓето, дека се женил, а не по твоја. Иначе овде се подразбира, ова исламска свадба, значи, немат илахија, немат музика, да не збориме тоа, мешање на мажи, немат мора малце да почне ромското или шипарското, не, забрането. Само храна. Да, дава жаден е готово. Нема потреба да правиш Јадењето треба да биде тоа, да речеме курбано, тоа што околиш. Да, тоа што околиш. Да. Значи не мора само тоа биде. Ти пример месово да. Да. Ама ти Тоа. орис ќе направиш граф, ќе направиш друга работа. Ама тоа треба да се Да, искористи тоа да за биде да тоа. се искористи за тоа. И така натаму. Значи ова дозволено е. Трета врст, вели Шех Салих Ал Уфемин рахимуллах, трета врст на колене на животно е да го заколиш едно, значи крава што било, обично да јаш месо само. Или да правиш тиџара, трговија, значи како касапници беше само. Значи ти не го колиш тоа никако за увеличување, не го правиш тоа, ни за валима, ни за акика, туку обично да си имаш месо за зимава, споменеш. Или месо како касап, за да продаваш. Ова е дозволено. Ова врста е, значи, дозволено и не е никаков проблем. Не е никаков проблем. На крај е од ибадетите ан-назру. Ан-назр. Ан-назр е, јас се мислел овие дена многу нови значења. И ова докажува дека имаме голема слабост во нашиот јазик. Значи, ние не познаваме ни македонски, ни албански, ни други јазици и ова е проблем. Голем проблем, ние не знаеме да збориме да појш напас да пазариш пиперки, патлиџанки. Да. Ама ако збориш за вакви дефиниции, брат, што се многу опасно да сгрешиш нешто, затоа некој пат кажуваат значењето не го кажуваат збор по збор. Зошто? Е многу значи многу опасна. Што и после ќе го научиш и тој збор таке, а значи затоа значи кажа некој пат значењето за да го сфатиме. Ан-назр, значењето на назр, вели Шех Салих Ал Фаузан, هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع. Да си го прави човекот на себе си нешто задолжително, што шеријато не му го има правена задолжителност. Пример да речеш да се заколнеш во Аллах Джелешану, како вид ова е заклетвување, значи. На тоа му идат овде, да пречиш јас се колнам во Аллах ке држам 40 дена нафиле пост. Тебе не ти е задолжително ова шеријатски, да 40 дена нафиле, или 5 дена, или 1 ден. Да постиш не ти е задолжително, ама ти си оправиш на себе си. Ако се заколниш, значи се заклетвиш, дека ќе го правиш, тоа мора да го извршиш. Тогаш мора да го извршиш. Зошто? Юфуна бин назри. Юфуна бин назри, значи тие го исполнуваат нивното обетување. Или заклетвување. Ако се заколнат или само ако рече? Да, значи не ако се заколни, валлахи. Значи се колнам во Аллах има да го направам. Или некои луѓе велат, о Аллах, ако ми даеш ова и ова, ја ќе правам ова и ова, така е? Ги има тоа. Ова е од скржливост на човекот. Значи ако ти даеш тоа, Да, зашто и пекамберот салаллаху алейхи што велит? Што ли пекамберот салаллаху алейхи Услов бар. дека
Innehu la yati bi khair. Тој недър, начин на обетување не иде со добро. Иннема юстахриджу бихи мин ал-бахил. Повеќе се ваѓат од со него, се ваѓат од онај што е скржав, од скржавиот се ваѓа. Значи тој вели, ако ми направиш ова, ќе ти го правам ова. А ако го правиш ова за некој човек, ако ми го направиш ова и ова, ако ми даеш дете ако имам ја или да се оздравам, ја ќе правам ова и ова за тебе, за него, значи, ова е ширк. Значи колку луѓе одат по доктори, трчаат по некого, ако ми го оздравиш бабота, ја ќе правам за тебе, цел живот су за тебе слуга, ја ќе правам ваќе за тебе, онака. Зато големо пазење, големо пазење. Гледаш бро колку ризично ви работе? Зато ако не ги учиме ни ови работе, ако не ги сватиме покроца, ние ќе лупаме секој ден зборој, што ние мислиме дека сме најдобри муслимани, а ние сме далеку, значи овде сме раскинале врските со верата. Значи ова е начин на недър. А ако прави човекот недър, значи обетување, и не го исполнуваат, што прави тогаш? А? Откуп. Да. Откуп од вели Шех Ибн Баз рахимуллах. Шех Ибн Баз рахимуллах велит, откуп од 10 сиромаси да исхраниш, 10 сиромаси, или ако не ги можеш да ги исхраниш, да ги облечиш, или да ослободиш еден муслиман од робство. Значи, ако ти направиш некој обетување, велиш ова и ова ќе направи, ако ми се направи ова и ова, или ја без да се направи, ја велиш ваќе ќе правам. И не го исполнуваш, тогаш треба на 10 сиромаси да им даш да јадат. Или да ги облечиш. Ако немаш финансиски, може да постиш? Овде Шех Ибн Баз вели немат постојање. Овде Шех Ибн Баз вели немат постојање. Прва варијанта е ит'аму 10 месакин. Давање на храна на 10 сиромаси. Ау кисватухум, или облакање. Ау итқу ракаба муъмина, или ослободување на верник од робство. Значи не е игра, затоа да се научиш. Овде се работи ризични многу. Так. Мес'ела, значи Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах вели, ако човек се обетил на себе си, се го направил задолжително себе си, да постит во некој дена. Дали му е дозволено нему да преминит, иако рекол ја ќе поста пример вторник и среда, се обетувам си, значи се задолжувам на себе си, дека ќе постам среда и вторник и среда. Дали се му е дозволено нему овде да преминит и да постит понеделник, тие два дена што си ги обетил на себе си, понеделник и четврток. Што се најдобро, значи да се постим во неделјата, понеделник и четврток. Овде преминување ова нешто подобро што е дозволено. Значи да преминиш во нешто, ти си се обетил ова и ова ќе го правам, да преминиш од тоа за нешто подобро, дозволено. Пример, ти рекол, валлаhi ќе да 100 евра. Сега ќе даш 200. Така, ова е дозволено. Зошто аргумент е ова, хадису на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кога дошол еден сахаби и му рече на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кога ја ослободија Мека муслиманите, дојде еден сахаби ке пекамберот салаллаху алейхи ве селем, му рече ја Расулаллах, јас си направив на себе си задолжителност, ако Аллах Джелешану ни ги отвори Мека нас, да се кланам ја во Бейтул Макдис. Значи во Јерусалим додам, во Месџид ал-Акса. Пекамберот се му рече, салли ха хуна. Клањај се овде. Зошти? Чабето е подобро од Бейтул Макдис. Разбравте?
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.